Почитувани сограѓани, ова е програмата која што ја нудиме на жителите од општина Газибаба. Програма која што ја работевме заедно со вас, заедно со жителите на општина Газибаба, заедно со градот Скопје, заедно со владата на Република Македонија. Ова е програма со голем број на дела, внатре има 300 нови проекти за подобра општина Газибаба. Знаејќи дека иднината се нашите најмлади жители, знаејќи дека една држава може да оди напред само со знаење и квалитетни кадри, како врвен приоритет за наредните 4 години, ги планираме изградбите на новите основни училишта Глигор Прличев во Железара, Вера Јоцич во Хиподром и отпочнување со изградба на трето основно училиште Крсте Мисирков во Ченто. Исто така ќе продолжиме со изградба на нови градинки во руралните средини. Ќе изградиме нова детска градинка во Стајковци, која ќе ги обслужува жителите од Стајковци до Раштак. Ќе започнеме со изградба на нова логистичка зона, кај обиколницата со површина од 300 хектари, каде што е планирано да се изгради терминал за тешки товарни возила, автопазар и капацитети од незагадувачка индустрија, со што ќе се отварат нови работни места. Ќе продолжиме со изградба на фекалните колектори во населените места Ергеле, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Колонија, Идризово и Дрма. Во следните 4 години ќе го решиме проблемот со септичките јами, со што ќе го спречиме загадувањето на подземните води. Исто така, во план е решавање на проблемот со отпадните води и за населените места Црешево, Смилковци, Виниче, Булачани, Раштак, Брњарци и Страчинци. Ќе продолжиме со подобрување на водоснабдувањето во Раштак, Булачани и Страчинци, а во соработка со градот Скопје, во Железара, Автокоманда, Ченто, Инџиково, Сингелич и Стајковци. Почитувани сограѓани, голем приоритет ќе дадеме на енергетската ефикасност, со отпочнување на гасификацијата и продолжување на парното грејење на енергетика. Ќе продолжиме со изградба на атмосферската канализација во Триангла. Ќе продолжиме со изградба и реконструкција на улиците во секое населено место. Комплетно ќе реконструираме улицата Ордан Поп Орданов во Маџари, а во соработка со градот Скопје улицата Маџари во Ченто. Ќе продолжиме со изградба на тротоарите и паркинг местата во Хиподром, Ченто и во останатите населени места. Ќе продолжиме со подобрување на инфраструктурата во Керамидница. Ќе се отпочне со градба на новата населба Хиподром 2, од кои први 60 парцели се веќе продадени и набрзо граѓаните ќе започнат со градба. Планирана е комплетна реконструкција на културниот дом во Ченто и изградба на нов културен дом во Автокоманда. Со јавно-приватно партнерство ќе изградиме нова општинска зграда. Како општина која што има 65% обработливо земјоделско земјиште, како и досега, така и во иднина, ќе продолжиме со поддршката на земјоделците, пред се во подобрување на патната инфраструктура и пристапот до земјоделските површини. Успешно ќе го завршиме процесот на легализација. Секој да може да почувствува што значи цел живот да се работи и да се има тапија за она што го спечелил. Тука ќе споделам еден момент на првото доделување на решенијата за легализација. Еден дедо со својот внук, кога го примаше решението, рече: "Сега знам зошто сум работел цел живот и знам дека имам нешто што ќе го оставам на моите поколенија, на мојот син и на мојот внук." Како поранешен спортист, знаејќи ја важноста на спортот во развивање на личноста, ќе продолжам да работам на промоција и развојот на спортот и ќе го задржиме приматот најспортска општина во државата. Ќе продолжиме со изградба на училишни спортски сали. Во соработка со владата на Република Македонија изградиме 2 училишни спортски сали во основното училиште Вера Јоцич и во основното училиште Кирил и Методи. Во соработка со Агенцијата за млади и спорт ќе изградиме спортската сала во Ченто. Ќе го обновиме спортско-рекреативниот центар во Хиподром и ќе изградиме нов спортски центар на потегот од Стајковци до Црешево. Ќе продолжиме со поддршка на младите во субвенционирање на стартап бизниси, односно како и досега, така и во иднина. Ќе обезбедиме бесплатни простории за отпочнување на бизнис. Ќе продолжиме со поддршката на нашата највозрасна популација, пензионерите, во отварање на нови клубови за нивно дружење и давање на поддршка на нивните проекти. Ќе продолжиме со давање на поддршка на невладините организации, со давање на бесплатен простор во Центарот за невладини организации во Железара за реализирање на проекти. Општина Газибаба е препознатлива по својата богата историја. На наша територија се наоѓа неолитската населба Тумба Маџари, која што е стара 8000 години. Тоа е доволен мотив, како досега, така и во иднина, да работиме на зачувување на нашата историја,
да продолжиме со негување на нашето наследство културно и нашата традиција. Почитувани сограѓани, сакам со вас да споделам една мисла, која денове имав можност да ја слушнам на средбата со големиот спортски стратег, тоа е тренерот на рекометниот клуб Металург, господинот Лино Червар. Тој рече: еден надпревар не се добива на самиот надпревар. Тој надпревар се добива пред надпреварот. Односно не се добива со посебни подготовки за тој надпревар. Треба долгогодишна, макотрпна и постојана работа. Почитувани, и локалните избори се еден вид на надпревар. Знам дека граѓаните знаат да препознаат кој е тој што гради, инвестира и развива во општината во континуитет, а кој е тој што само пред избори ветува. Надпреварот не се добива со предизборни ветувања и посебни подготовки во кампањата. Надпреварот, како и во спортот, така и на избори, се добива со макотрпна повеќегодишна работа и со делата кои во минатото сме ги оставиле зад нас. Како кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН и од коалицијата за подобра Македонија, спроведувајќи ги принципите на партијата за посветеност, честност и одговорност во извршување на задачите, со поддршка на граѓаните и со поддршка на местните комитети и општинскиот комитет, со поддршка на Унијата на жени, Унијата на млади сили и ветераните, слободно можам да кажам дека овој надпревар го добиваме. Граѓаните на Газибаба, како и во 2009 година, кога ни ја дадоа довербата уште во првиот круг, и сега ќе ја препознаат вистинската опција. Тоа е ВМРО ДПМН со коалицијата. Односно во прв круг ќе ги добиеме градоначалниците на градот Скопје, градоначалникот на општина Газибаба и убедливо мнозинство во советничките листи. Газибаба била, е и ќе биде бастионот на ВМРО ДПМН. Да направиме нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина Газибаба. Да живее општина Газибаба, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави.